Ова е студентски парламент на UCLO FM 90,8 МHz. Почитувани слушатели, добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UCLO FM Битола. Еве што донесуваме денеска во него. 25 трудови од 33 учесници студенти работени под менторство на 31 професор беа презентирани на Универзитетската студентска конференција од студентите на UCLO за општеството 2023, што се одржа на 20 декември во организација на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Универзитетското студентско собрание. Таа беше одлична можност студентите да ги презентираат своите истражувачки трудови, да се дружат, да комуницираат и да договарат идни заеднички проекти. Тоа практично беше и целта на конференцијата. Во денешното издание на емисијата Студентски парламент на UCLO FM Битола ќе имате можност да проследите разговори и презентации на дел од учесниците. Останете со нас на 90,8. Од време на време на тебе ке ми текне памет, ке ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, по-добро е да сум сама, 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 да сум насмевка. С не повеќе се сакам, сама, 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 таа старата. Ей, јави се и преку ден, не е само после полнок. Не е окей да те снема како ветер, како дошол, така и отишол. А сакам како тебе да сум, сите чувства да ги ставам на мјут, а јас сакам како тебе да сум, да те барам кога немам друг. Од време на време на тебе ке ми текне памет, ке ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, по-добро е да сум сама, 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 да сум насмевка. С не повеќе се сакам, сама, 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 таа старата. Да, ти си тој што на мир не ме остава. Да, ти си тој, ништо не решава, за утре остава. Сакам како тебе да сум, сите чувства да ги ставам на мјут, а јас сакам како тебе да сум, да те барам кога немам друг. Од време на време на тебе ке ми текне памет, ке ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, по-добро е да сум сама, 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 да сум насмевка. С не повеќе се сакам, сама, 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 таа старата. Од време на време на тебе ке ми текне памет, ке ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, по-добро е да сум сама, 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 да сум насмевка. С не повеќе се сакам, сама, 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 таа старата. Ей, јави се и преку ден, не е само после полнок. Како што кажавме во најавата, минатата недела на 20 декември во организација на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Универзитетското студентско собрание се одржа Универзитетската студентска конференција од студентите на UCLO за општеството 2023, на која учествуваат студенти од прв и втор циклус студии. Целта за незиното одржување беше да се подигне степенот на индивидуалната и на тимската работа, поврзување и размена на студентите помеѓу единиците, подигање на свеста за глобалните промени и потреби, создавање на способност за анализа, синтеза и извлекување на сознанија за одредена проблематика.
На конференцијата се пријавија 25 трудови, веќе кажавме, од 33 учесници, работени под менторство на 31 професор. Работата се одвиваше во 3 работни сесии во просториите на студентскиот информативен центар, а презентациите ги следеа и оценуваа членовите на Комисијата за студентски работи. Учесниците ги самоевалуираа своите трудови, што на конференцијата ја обезбеди висока објективност и посебност. По завршувањето, проректорката за студентски работи на УКЛО, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, на студентите им врачи сертификати за учество на конференцијата. Во ова прилика да кажеме дека трудовите кои беа презентирани ќе бидат објавени во посебно издание на списанието на менето за студентски трудови Нови хоризонти на УКЛО, а некои од нив ќе имате можност да ги слушнете и во емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Денеска тука ќе проследите дел од презентациите, но и разговори што ги водевме со учесниците на конференцијата. Бидете со нас! На Универзитетската студентска конференција од студентите на УКЛО за општеството 2023 од правниот факултет на УКЛО имаше 4 студенти. За нивното ангажирање и учеството на конференцијата разговаравме со доцент доктор Ивона Шушак-Лозановска, продекан за настава на правниот факултет, која беше и ментор на дел од трудовите. Професорке Шушак, и оваа година од Правниот факултет, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, поголем број студенти, учесници на Универзитетската студентска конференција 2023. Тоа некако, ако ги нема студентите од Правниот факултет, како да немало ништо. Доста интересни трудови презентираа денес. Па, изминатиот период имавме доста интересни и дипломски и магистарски трудови кои што беа одбранети на нашиот факултет и голем дел од студентите на таков начин стана заинтересирани да се занимаваат со нешто што би се нарекло научно-истражувачка работа, па со мала стимулација од моја страна и од страна на почитуваната колешка Ангелина Станојовска. Често стигнуваме до ситуација да имаме повеќе заинтересирани кандидати кои што сакаат да бидат дел од вакви научни конференции. Забележително што студентите од кај вас направиле истражувања, или сето истражување добро е да се подкрепи со некои статистички податоци кои што може да ги добиете? Понекогаш се обидуваме да ги надминеме стереотипите, дека правото е некоја традиционална дисциплина која што дефинитивно може да се занимава само со некои теоретски аспекти на определените појави. И токму од тие причини секоја од темите која што беше елаборирана од денешните студенти се обидува на свој начин да ја потврдат со определено истражување кое што беше реализирано во зависност од типот на темата која што беше обработувана, за на таков начин да успеаме да изнајдеме некои адекватни предлог мерки за сузбивање на соодветните појави, бидејќи дел од нашите, не дел туку скоро сите од студентите кои што доаѓаа од правниот факултет се занимаваа со општествено негативни појави како што е криминалот, малолетничката делинквенција и слично. Има ли обиди и желби од студентите да додат нанапред кога се работи за научното истражување, па темите кои што ги презентираат тука, можеби да ги доработат и да се пратат и поопширни, можеби со повеќе податоци на други вакви собири? Секако дека ги мотивираме студентите, особено оние кои што се волни самите да се занимаваат со ваков тип на истражувања. Сепак ние и како членка на универзитетот располагаме со 3 циклуси на студии, прв, втори, трет. Голем дел од нашите студенти кои што завршуваат прв циклус се решаваат да се запишат и на магистарски студии. Самата изработка на магистерскиот труд е своевиден научно-истражувачки процес, а дотолку повеќе и кога ќе се биде дели од третиот циклус на студии, односно изработката на докторатот всушност. Јас ќе ви се заблагодарам за разговорот и очекуваме и понатаму да бидете вака бројни на конференциите студентски. Благодариме. Сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подредувам, само една не ми дава мира, од глава не излегува. Еден човек и една жена само, месец млади, блага светлина, еден за друг знаат што им треба и место нив ветрот зборува.
Држава моја, само моја, ти си сила каква нем, ти си сила што ме тера Божи глас да чуjem, по себе што ме крена, вечна љубов, ја запарам, вечна љубов со неја да најдам. На конференцијата присутните има можност да ги слушнат презентациите на трудовите на магистер Радмила Јовановска, магистер Наталија Танасовски и магистер Ана Джима, како и на Трајче Степановски од Правниот факултет. А дел од нив ќе имате можност да проследите и вие, почитувани слушатели. Но пред да ги слушнете презентациите, ви го предлагам разговорот со Наталија и Ана. На универзитетската конференција студентите за општеството, организирано од Универзитетот Свети Климент Охридски Битол и Универзитетското студентско собрание, учесници и студентки од Правниот факултет Кичево, единица на универзитетот, тука се заедно со мене Наталија Танасовска и Ана Джима, веќе ги презентиравте своите трудови. Мислам дека и минатата година бевте присутни, па еве на почеток пред да кажеме нешто за трудовите кои што ги имавте. Како беше минатата година и што очекувате сега и колку минатата година и оно што беше кажано како забелешки придонесува можеби за подобрување на презентациите на трудовите. Ана? Да, како што кажавте, минатата година и ова учествував на студентската конференција, можам да кажам дека според мене не можам да приметам некои разлики, бидејќи минатата година беше доста добра конференцијата, но еве како една дополнителна работа е што на оваа конференција има поголема дискусија после трудовите и тоа е, мислам дека од големо значење, бидејќи ние во 15 минути да го презентираме својот труд, но сепак не можеме се она што сакаме да го кажеме, да го истакнеме пред нели слушателите. Исто така, јас сум учесник од претходната година. Оваа конференција придонесува за развој на нови трудови и нови учесници да се пријавуваат. Претпоставувам дека оваа година има повеќе студенти кои што учествуваат на оваа конференција со своји трудови и истражувања кои ќе допринесат за подобрување на нашето општество и средината во која што живееме. Минатата година како додипломци, сега веќе како магистри, веќе имате магистрирано. Да. Честитки за титулите што сте ги добиле. Се надевам дека ќе успеете нели да се пронајдете на вистина во она што значи ваша професија понатаму. Интересни теми сте одбрале за презентација на конференцијата. Масовните медиуми како фактор за детско представништво и Ана, сега точниот наслов на твојата презентација секунда само територијална распространетост во општина Битола. Значи анализата на самата распространетост. И сега нашите слушатели ќе имат можност да ги слушнат вашите трудови во нашата радиопрограма, но еве накратко само зошто овие проблеми сте ги взеле за обработка. Натали? Моја мотивација за разработка на масовните медиуми како ризик фактор за појава на детско престапништво е актуелноста на овој проблем, бидејќи сведоци сме дека последниот период се случуваат многу немили настани каде што завршуваат со повреди, со фатални последици, како што ќе го споменам и примерот од соседството кој што е разработен во мојот магистерски труд убиството на учениците во основното училиште и сето тоа допринесува за влијание врз сите нас да превземеме соодветни мерки за решавање на овој проблем. Кажат пред презентацијата повеќе можеби примери за млади кои што нели сакат да одговорат на тие предизвици на TikTok, па
доаѓа до несакани последици? Да, најчесто актуелните предизвици и желбата децата да бидат во текот со трендот во светот и постапуваат по тие предизвици со снимање на соодветни видеа или фотографии, кои што се ризични и по нивниот живот, но поради тренд и поради добивање на соодветни следбеници, лајкови, ги прават тие нешта и си го загрозуваат својот живот. И се морам да кажам дека оно што мене посебно ме загрижи е што при истражувањето нели што си го направила, анкетирањето, интервјуирањето, голем е процентот на младите кои со тој вид на масовни медиуми, нели користење на интернет, разни социјални мрежи започнуваат пред 8 години, пред 8 годишна возраст. Да. Може би проблемот треба да се лоцира не толку кај децата, колку кај родителите. Да, тоа е загрижувачки од причина што денесите сме сведоци дека ова современо време на живење и немањето на доволно време на родителите да му посветат на своето дете, најлесен начин за занимација на детето да му се даде некој мобилен телефон или друг уред со кој што ќе се занимава, ќе следи одредени видеа, игри со кои што можеби нема да стекне некои позитивни искуства и ќе стекне повеќе негативни искуства или негативни предизвици кои што може да бидат инспирација за следниот ден кога ќе биде само или кога ќе најде простор да направи некој таков предизвик, дали подпалување на некои предмети дома или има исто така изражено допир во струја, онесвестици, предизвикување на различни начини со кои што може да се влијае штетно врз своето здравје. Вака како правник, сега дипломиран магистер, веќе на правни науки, твојата препорака не само до родителите, може би до она што значи поголема вклученост на училиштата, како основните, така и средните, врзано за ова проблема? Моја препорака е донесување на соодветни планови и програми пред со страна на образовните институции, односно на ниво на држава и соодветни кодекси во начинот на користење на мобилните уреди за време на престој во училиште, спроведување на соодветни работилници за советување на родителите, пред се да ги запознаеме родителите со штетноста на влијанието на масовните медиуми, а потоа да можат родителите на соодветен начин да ги воспитуваат своите деца, да му го ограничат времето во користење на средствата за масовна комуникација. Добро, да се надеваме дека некаде ќе стигнат овие препораки и ќе можат нели да се применат, но Ана, врзано и со ова што Наталија го кажува, детското представништво на територијата на општина Битола, и ти излезе со интересни податоци, бројот на млади представници, значи на возраст до 18 години, во изминатите 5 години, над 40 сторители е навистина бројка што треба да не загрижува. Да, значи станува збор за 46 сторени кривични дела. Ние треба тука да земеме предвид дека тука во тие 46 некаде станува збор и за соизвршителство, односно се јавуваат повеќе деца како сторители на кривични дела, бидејќи кај децата е доста важно и тоа да се напомене дека додека нели се деца и во периодот на адолесценција тие сторуваат кривични дела во група. И тоа односно имаат големо влијание од врсниците и тоа е навистина еден голем проблем, бидејќи се очекувало и ќе се очекува децата да бидат во поголем број кога се на таа возраст, односно како група. На територијата на општина Битола е навистина голем проблемот, како и на ниво на цела држава. Јасно е тоа дека феноменот на детско престапништво ни представува проблем. Треба да се работи на тоа да се превенира истиот. Може би сите правнички би рекле националните стратегии, програмите би помогнале во тоа, да, би помогнале, но се тргнува од домот, од прагот кој што го очекориме секој ден, односно семејството е главната алатка, потоа преминуваме кон врсниците и училиштето. Значи сите ние треба да делуваме за да се превенира овој општествен проблем. Во текот на презентацијата, мислам по завршувањето, јас прашав што понатаму, ти кажа дека се изречени мерки, претежно се тоа мерки, поголем надзор од родителите, но колку и од Центарот за социјални работи, меѓутоа колкав е тој пред се од родителите надзор е прашање, затоа што не знам колку може да се контролира.
Дали постои надзор? Главното прашање. Да, бидејќи кога станува збор за децата како една осетлива категорија, нели, деца кои што се лесно подлежни на влијание и прво го добиваат влијанието од родителите, децата кои што потекнуваат од семејства со разрушени односи. Тоа дете не може да добие надзор од родител. Бидејќи доколку постоел тој надзор, сметам дека и кривичното дело или не би постоело, или би било кривично дело кое што е од занемарлива вредност и значење. Сепак се тоа институции кои што треба да го решават овој проблем, а вие само го начнавте и можеби како проблем или ваш придонес кон зајакнување на општеството со донесување можеби на други стратегии, ако се видите дека овие не делуваат она како што би требало да делуваат. Па да, национални стратегии постојано постојат при Државниот совет за да заштита на детско представништво и превенција. Јасно е да се напомене дека тие да постојат, но треба и да се применуваат и од страна и на државните институции, но и од сите нас, бидејќи дали сме ние во образование, дали не, сите ние имаме контакт со деца. И тие запознавања на населението со националните стратегии се доста битни, да се одржуваат некои сесии, обуки за како сите ние да допринесеме до намалување на општествениот проблем. Ви благодарам на обете. Со магистерските трудови завршивте, понатаму што ќе ве прашам плановите какви се? Ана? Плановите, нели, како и секој правник, прво треба да помине низ еден период на така наречена работа, односно пракса, па за да може да се премине кон правосуден испит. Натали, Точно така, и мојот моментален статус е како адвокатски приправник во адвокатска канцеларија, со цел да имам можност да полагам правосуден испит и понатаму да се стекнувам со практични знаења, да се надоградувам со цел да понатаму да допринесам во општеството со познавањето на правничката професија. се надевам дека ова што како трудови го имавте тука презентирано, понатаму може би ќе се доработуваат, па ќе видиме на некој повисок степен. Да, благодарам. Одиме со музика, а потоа и нивните презентации. Ве подсетувам, вие сте со програмата на Универзитетското радио УПЛО ФМ Битола, ја следите емисијата Студентски парламент, а во продолжение проследете ја презентацијата на магистер Наталија Танасовска, која под менторство на доцент доктор Ивона Шушак-Лозановска и воредната професорка Ангелина Стојановска го изработи трудот на тема масовните медиуми како ризик фактор за појава на детско престапништво. Предмет на овој труд се масовните медиуми и нивното влијание врз појавата на детско престапништво.
Денес современиот начин на живот ни покажува дека масовните медиуми представуваат една незамислива алка од нашето секојдневно функционирање. Па така, масовните медиуми го олеснуваат и го унапредуваат нашиот живот, но истите може да имаат и позитивни и негативни аспекти во секојдневното живење. И да влијаат негативно, особено врз најмалата категорија, тоа се децата, односно да влијаат врз појава на детско престапништво. Па така ќе се запознаеме со поимот на деликвенција. Поимот на деликвенција представува сложен феномен кој што упатува на однесување кој што отстапува од општествените норми и правила. Тоа е облик на асоцијално, социопатолошко и антисоцијално однесување. Малолетничката деликвенција, односно детското престапништво, представува однесување кој што подразбира кршење на правните норми и правила. Па така, под поимот дете се подразбира секое човечко суштество кое што нема навршено 18 години возраст. Врз основа на тоа се прави класификација на факторите кои што влијаат врз појава на детско престапништво. Односно, факторите се делат на ендогени и екзогени фактори. Ендогени или внатрешни криминогени фактори се поврзуваат со самата личност, односно индивидуалните карактеристики на личноста, темпераментот, неговите карактеристики, динамиката и способностите на личноста. Додека екзогени фактори или надворешни фактори се оние кои што влијаат од самата средина врз појавата на детско престапништво кај едно дете. Како надворешни фактори или екзогени фактори се сиромаштијата, невработеноста, образованието, ризик фактори поврзани со врсниците и масовните медиуми. Сиромаштијата представува ризик фактор кој што влијае врз лицата кои што немаат доволно услови или средства за живот и тоа може да биде прикажано преку глад, преку немаштија, односно немање на соодветни услови за живот, невработеноста. Представува исто така едно од битните фактори кои што влијае врз појава на детско престапништво, немањето на доволно средства за живот и обезбедување на соодветни услови за живење и развој на едно дете. Образованието исто така представува заштитен фактор кој што влијае и потребен е за да му овозможи еден сигурен однос на детето во средината, што всушност значи да се овозможи сигурност, знаење, учење на нови нешта. Ризик фактор поврзан со врсниците представува исто така многу важен фактор во кој што децата се среќаваат прв пат во средината со другите деца, кои што може да влијаат врз нив за понатаму да имаат однесување кој што можеби не е склоно кон почитување на правните норми и правила. И масовните медиуми, фактор за кој што денес тука разговараме, се еден од многу битен фактор, бидејќи децата денес од мала возраст ги користат средствата за масовна комуникација, но може тоа да биде на несоодветен или на соодветен начин доколку имаме соодветен надзор од родителите. Па така, ќе се запознаеме со масовните медиуми. Масовните медиуми представуваат средства за масовна комуникација, кои што се дел од нашето секојдневно живење и без кои не можеме да го замислиме нашиот живот. Тие средства за масовна комуникација имаат различни функции, како што се телевизијата, радиото, интернетот, и пред се треба да имаат образовен, информативен карактер и нудат забавна содржина, односно споделување на многу информации без кои што ние не можеме да го замислиме нашето секојдневно живење. Како што напомена, функциите на масовните медиуми се да информираат, едуцираат, образуваат, да промовираат различни трендови, настани и различни содржини. Па така ние имаме потреба од нив во нашиот секојдневен начин на живот за да може нормално да функционираме. Во овој мој труд имам направено соодветно истражување, односно студија на случај. Првиот случај представува реален пример од нашата земја, каде што малолетник извршил кривично дело предизвикување на општа опасност, согласно член 288 од Кривичниот законник, имено. На 4 август 2022 година на социјалната мрежа TikTok малолетник објавил видео и фотографии како предизвикува пожар, односно подпалува ниско стеблеста шума и трева на јавна површина. Како одговор на тоа, како одговор на предизвик на оваа социјална мрежа. Фотографиите и видеата биле споделени на социјалната мрежа TikTok, со што представува еден јасен показател колку многу врз децата влијаат социјалните медиуми, односно TikTok и предизвиците по кои што постапуваат истите. Следниот пример се однесува на случај кој што е на 27.11.2022 година во СВР Скопје било пријавено дека на железничка станица Мажари со повреди од струен удар се здобила 17-годишна малолетничка од село Волково, Скопско. Според пријавеното, таа се качила на вагон и при тоа дошло до струен удар.
Со самото тоа се констатира дека постоењето на тие предизвици на TikTok, социјалните медиуми, може да предизвикаат голема опасност, како што предизвикале во овој случај одредени повреди. Додека следниот пример, кој што ќе го цитирам, е со смртни последици. На 25.2.2023 година во СВР Скопје било пријавено дека во населба Илинден на железничка станица на складиште има почината малолетничка. По извршениот увид од страна на полициските службеници јавен обвинител, утврдено дека малолетничката која таму била со уште двајца малолетници се качила на кровот на цистерна која се наоѓала на железничка пруга при што настанал струен удар. Причината за овие случувања се постоењето на новите предизвици кои што влијаат врз малолетниците, односно врз децата да постапуваат по истите за да прикажат соодветни содржини на социјалните медиуми со цел да бидат во тек со трендовите кои што постојат. Во овој труд направено ми е соодветно истражување каде што испитаници беа ученици во основно и во средно образование, кои што одговорија на поставените прашања. Дел од тие прашања е прашањето кое се однесува на колку често ги користат интернет апликациите. Во нивните одговори, значи имаме одговор дека истите ги користат, односно 83% одговориле дека ги користат Facebook, TikTok и YouTube, додека 14% не ги користат многу често и многу мал дел од испитаниците многу ретко користат социјални медиуми, што е доволен показател дека социјалните медиуми се дел од нашето секојдневие и влијаат многу врз малолетниците и може да доведе до последици како што претходно напоменав. Исто од поставените прашања е почетната возраст на користење на масовните медиуми. Во поглед на возраста, од 0 до 8 години одговориле дека започнале да ги користат 44% од испитаниците, од 8 до 12 години 39%, од 12 до 16% и само 1% од 16 до 18 години, што доволно ни потврдува дека денес децата започнуваат од најмала возраст да ги користат масовните медиуми, односно средствата за комуникација, дали тоа се мобилните паметните телефони, телевизори, YouTube, интернет. Следното прашање се однесува на извршување на кривично дело, каде што инспирација е видеоигри. На ова поставено прашање, со да одговориле 7% од испитаниците, додека 93% со не. Но и 7% е висок процент што ни укажува на можноста на постоењето на извршување на кривично дело каде што инспирација е видеоигра. И тоа е доволен показател дека ние треба да ставиме акцент врз тоа да се намали влијанието на масовните медиуми врз децата, со соодветно превземање на одредени мерки и активности, дали тоа би било преку советување и објаснување од страна на родителите, од училиштето, соодветно казнување за непочитување на правилата, продуктивно користење на слободното време и друго. Како најважен заклучок од целокупното излагање, со цел да се намалат негативните ефекти во водување на соодветни програми и активности, дали тоа би биле на почеток преку образованието, родителите, односно пред се домашно воспитување во образовните политики за соодветно користење на масовните медиуми, со цел да се намали тој негативен факт во ова ера на технолошко и виртуелно живење и да се намали силината на овој фактор. Ви благодарам. Слушам јас, не гледам пред мене ништо, глуха сум за светот. Не сум присутна тука, зашто? На тебе мислам цело време, чекам само знак било каков од тебе, порака за мене. Да ме подсетиш дека си тука, да се вратам на себе. Не сум на себе, те чекам да ме спасиш мене. Не сакам да знам ако друга ти љубиш, не би можела да се помирам, да те изгубам тебе така. Не сакам, нема шанса, но и не мислам дека друга ти љубиш, има меѓу нас хемија. Кога погледите ке ни се сретнат, не ти е седно знам.
А сега и презентацијата на магистар Ана Џима и нејзиниот труд на тема анализа на територијалната распространетост на детското престапништво во општина Битола, кој го работеше под менторство на доцент доктор Ивона Шушак-Лозановска и во редниот професор Ангелина Станојовска. Мојата тема е анализа на територијална распространетост на детско престапништво во општина Битола. Па така, за почеток и разработка на оваа тема, важно е да се напомене самиот термин на детското престапништво, односно што представува истиот. Тоа може да се каже дека е еден антисоцијален чин, односно едно непосакувано однесување, кое што може да се каже дека отстапува од така наречената група на правила и прописи, односно се станува збор за незаконско однесување, односно непосакувани дела сторени од страна на деца. Кога станува збор за детското престапништво во нашата држава, важно е да се истото да се анализира од аспект на неговата големина, односно неговата распространетост, структурата и динамиката, се со цел да се добие една генерална слика за вистинската состојба со овој општествен проблем. Покрај феноменолошките карактеристики, од аспект на причините за појава на овој феномен, важно е да се анализираат ризик факторите кои што можат да бидат екзогени или ендогени, односно значајни за овој труд конкретно се надворешните фактори кои што влијаат врз детето од страна на заедницата. Кога станува збор за социјалната дезорганизација, односно тоа има врска со факторите кои што влијаат од средината, важно е да се напомене дека според теоријата на социјална неорганизираност, слабењето на социјалните врски доведува до таа социјална дезорганизација. Социјалната дезорганизација може да се каже дека е главен фактор за појава на злосторства во општеството. Кога станува збор за самата теорија и тие социјални врски, социјалните врски можат да бидат на ниво на семејството, заедницата или пак можеби религиозни врски, односно оваа теорија на социјална дезорганизација се поврзува со самата локација на која што живее детето, односно како средината каде што живее една личност може да влијае врз појава на негативно однесување и како карактеристиките кои што ги носат самите населби на каде што живеат луѓето можат да влијаат на степенот на социјалната неорганизираност во заедницата. Самото тоа доведува до еден така наречен развој на општествените врски, кои што може да ја зголемат способноста за заеднички проблеми, каде што се вклучува и криминалот. Шој и Меккеј, научници кои што нивното внимание главно го насочиле кон теоријата на социјална дезорганизација, ги увидува причините за криминалот преку анализа на социјалната дезорганизација и дека истата е распространета во оние делови кои што се доминантно населени со сиромашни луѓе, односно тие покажуваат силна врска меѓу таа општествена дезорганизација и сиромаштијата, односно главни карактеристики кои што се отсликуваат кај социјалната дезорганизација може да се напоменат дека се сиромаштијата, невработеноста, самата мобилност на населението, етничкиот состав, нарушување во семејствата и слично. Според Шој и Меккеј, криминални групи се оформуваат во средините каде што живеат сиромашни семејства, односно тие криминални групи ги освојуваат едно така наречено криминално однесување кое што се пренесува од генерација на генерација, односно тоа однесување дека лесно може децата да го научат доколку живеат во таква средина, односно станува збор за една така наречена културна трансмисија на криминалното однесување. Како дел од мојот труд беше спроведено едно истражување во Основен суд Битола, кој се однесуваше за период од 5 години, односно за периодот од 2018 до 2022 година, каде што по претходно доставено барање во Основниот суд во Битола беа побарани информации за вкупниот број на сторени кривични дела и за мерките изречени врз децата, но и секако и за карактеристиките на самите деца, како што се нивната возраст, нивниот пол, школската подготовка и нивното само живеалиште, што е најважно и за спроведување на ова истражување. По претходно добиени податоци од Основниот суд во Битола се дојде до заклучок дека за периодот од 5 години беа сторени 46 кривични дела од страна на 12 деца.
односно 46 предмети кои после тоа беше справеден и увид само на 10 од нив, односно по 2 од секоја година. Увидот се правеше на следен начин: мол, возраст, живеалиште, семеен статус, кривичното дело кое што беше сторено, мерката која што им беше изречено, образованието на децата и етничката припадност. Заедничката анализа на предметите се однесува во 4 категории, односно пол, возраст, сиромаштијата во семејството и соседството кое што децата живеат. За полот на децата може да се каже дека во 100% станува збор за машки деца. Кога станува збор за возраста, може да се каже дека 7 деца се на 17 години, по 2 деца се на 16 и на 15 години и едно дете на 14 години. Со тоа се потврдува и тезата дека најчести сторители на кривични дела во конкретно во општина Битола се на возраст од 16 до 18 години. Кога станува збор за сиромаштијата како ризик фактор, значително е да се напомене тоа дека во 8 семејства станува збор за низок социоекономски статус, односно тоа се високи 83%. 66% од децата живеат во семејства со примања само од еден извор и 16% живеат со примања само единствени примања се социјалната помош, но станува збор за повеќе члено семејство, што значи дека станува на вистина за низок социоекономски статус. Кај соседството, односно на најзначајното за ова истражување е тоа што 5 деца живеат во центарот и во околината на центарот на градот Битола, 3 деца се од рурална средина и дури 4 деца се од населбата Бајра, односно станува збор само за 2 улици, улица Караорман и улица Козијак, и може би специфично е тоа што дури од 12 деца 4 живеат на исто место и како и сите, така и јас може би ќе се запрашаме зошто е тоа така. Станува збор за една населба, за оние кои што не се запознати, каде што соседството е извор на сиромаштија, има лоши услови на живот, луѓето немаат добро изградени куќи и најголем дел од населението не е вработено. Станува збор за многу членови во едно семејство и примањата се на вистина ниски. Тоа самото ни кажува на тоа дека децата не можат лесно да ги задоволуваат своите потреби на живот. Заклучокот е дека нискиот социоекономски статус во семејството е првиот причинител на општествена неорганизираност и дека јасно е да се каже дека во 21% од вкупниот број на предмети може да се заклучи дека сите сторители на кривични дела имаат истакнат ризик фактор, односно кај нив е јасно дека живеат во средина на социјална неорганизираност. Ви благодарам. Моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако не нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, не сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Каде да одиш, секогаш ќе останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој.
Почитувани слушатели, тука го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола со најава дека и во следните изданија на емисијата ќе имате можност да слушнете други презентации од учесниците на Универзитетската студентска конференција од студентите на Укло за општеството 2023. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Не те вадам јас од памет. Не те вадам јас од памет. Ти и јас исто мислиме, по очи познавам. Како да те чувствувам, по мисливе те допирам. Дали ти и јас ќе бидеме кој едно некогаш? Укло ФМ Битола, декември 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола.